Фала ви. Значи, како што споменав, одземени се ингеренциите од општината врз училиштето, се врши промена на директорот и во исто време училишниот одбор е известен дека е разрешен по автоматизам. Да бидеме јасни, по автоматизам училишен одбор не може да биде разрешен, затоа што како што тој училишен одбор е назначен и подпишал договор за тоа, односно решение да биде во училишниот одбор, на ист начин треба да биде и разрешен. Значи, да подпише дека има решение за негово разрешување. Со нашиот училишен одбор тоа не се направил. Значи, разрешени се усмено и ден денес училиштето Тодор Јанев нема училишен одбор. Што се случува во меѓувреме? Се донесуваат, односно најпрво е назначен ВД директор во училиштето. На кој начин е назначен тој ВД директор не ни е јасно, затоа што да се стави ВД директор или директор без разлика, мора тоа да помине на училишен одбор, кој го немаме, нели? После сето тоа, се објавуваат огласи за вработување во училиштето. Значи не е едно, туку се работи за повеќе вработувања, кои за нас во училишниот одбор, се надевам и за вас, се спорни. Зошто? Затоа што се тие огласи повторно објавени без одлука на училишен одбор. Односно, нели, за да се објави тој оглас треба да помине на училишен одбор па да се објави. Тоа не е направено. Исто така, не беше во ред со огласите тоа што се повикуваа само на Законот за работни односи, но не и на Законот за основно образование. Зошто е тоа така? Се трудиме да побараме одлука од ВД директорот на училиштето, меѓутоа не се согласува на средба. Зошто не се согласува на средба? Се надеваме дека еден ден ќе добиеме одговори за тоа. Денеска, односно во текот на вчерашниот ден, почна со работа и албанскава паралелка. Затворен интернат. Точно така, значи на затворен паралелката е во интернатот, кој се уште затворен. Зошто е тоа така? Исто не знаеме, ни тоа. Во меѓувреме, се бараше и две од вработувањата, односно два од огласите беа и за кадар во интернатот. Конкретно, готвач и хигиеничар. Како може да се објавува оглас за вработување, односно да се бара вработување во интернатот, кога интернатот е затворен? Пак, уште едно прашање, зошто е тоа така? И во меѓувреме се случуваат и многу работи, на крај како резултат на сето тоа е и ова албанска паралелка. Како се одигрува и што се одигрува не знаеме. Се прашуваме дали може би ова се од позиција на моќ, да покажеме сила и да покажеме што можеме. Меѓутоа сите треба да бидат свесни и се надевам дека кога некаде се покажува самоволие и кога се оди против народот, сите мора да знаат дека како одговор ќе добијат самоволие и ништо друго.